Македонија е многу блиску до НАТО и нема пречки на тој пат, а кои се ненадменливи, порача денеска амбасадорот на САД Джес Бейли на трибината НАТО и ТИ, организирана од Министерството за одбрана, Евроатлантскиот совет на Македонија, НАТО канцеларијата за врски и Хрватската амбасада по повод денот на Алијансата 4 април. Најголемата разлика е што зборувавме во минатото за Македонија на патот кон НАТО. Се сеќавам на коментарите до самитот во Варшава за интеграцијата на Црна Гора. Она што сега мисламе дека постои реална можност дека Македонија наскоро ќе се придружи на Алијансата. Тоа не е нешто далечно со непреминливи пречки. Што тоа би значило за Македонија? Ова значи дека ќе бидете сојузници, а не партнер, пријател или сосед со останатите земји членки. Тоа значи дека се браниме едни со други ако има напад од било кој правец. И тоа значи почитување на човековите права и слободи, демократијата и владењето на правото. Според Бейли, земјата е се уште ранлива на корупција поради ниското ниво на владење на правото, но и за внатрешни и надворешни непријатели. Тој смета дека со влезот во НАТО би се надминале внатрешните политички поделби во државата. Амбасадорот на САД потенцираше дека потребни се системски реформи кои се во процес во Македонија и истите рече дека не треба да останат само на хартија, туку практично да се имплементираат. Министерката за одбрана пак, Радмила Шекеринска, на трибината порача дека членството во НАТО е од особена важност, поради тоа што земјата ќе стане дел од светски најмокниот економски сојуз, што е негова демократијата и е гарант за безбедноста на неговите членки. Сакаме да бидеме членка на НАТО. И второ, зошто можеме да бидеме членка на НАТО? Затоа што не е само целта ние да ја донесеме вистинската одлука. Целта е да ги убедиме земјите членки на НАТО дека и тие можат да донесат вистинска одлука за Македонија, за регионот и за колективната безбедност. Пораките за полноправно членство во НАТО се засилија особено по доаѓањето на генералниот секретар на Алијансата, Јенс Столтенберг во Скопје, кој во собранието рече дека сојузниците се импресионирани од реформите што нашата земја ги правеше и се уште ги прави. Пред 9 месеци се приближувавте кон работ на една карпа. Од тогаш претворивте една држава од потенцијална нестабилност во држава на реална можност. Денеска вратата е отворена.